Потрагата во која беа вклучени општина Карбинци, шумската полиција, јавното предпријатие Серта и дирекцијата за заштита и спасување по исчезнатата Риска Донева, предпладне е успешно завршена. ДПС Лисица е одговорен куп и веднаш по добиената информација замина на Плачковица по потрага на 65-годишната жена. По неколку часовно трагање, жената се јавија дека била откриена во добра состојба во родовишката Плачковица. Навистина ДПС Лисица е одговорен и се грижи за сите во планината. Потрагата беше координирана, но не лесна за сите со оглед на ноќните часови и планинската неизвестност, но сепак среќниот епилог е најважен, смета градоначалникот на Карбинци Виктор Паунов. Во координација со ЦУК и планинарското друштво Лисец, ние како општина Карбинци се вклучивме во потрагата на исчезнатата жена. За среќа се заврши во најдобар ред, пронајдена е утрово во добра и општа здравствена состојба, така да ние ги искористивме нашите можности и ресурси кои што ги имаме како локална самоуправа и мислам дека ја оправдавме целата работа со нашата вклученост. 65-годишната Риска вчера попладне се оддалечила од викендиците кај Вртешка и отишла да бере чај, но залутала и ноќта ја минала во планина. ТВ Стар контактираше со семејството кое ни кажа дека Риска ноќта ја поминала под дрво, целосно покриена со листови за да се заштити од студ и животни. Утринава повторно се обидела да го најде патот за назад, но завршила на Радовишкиот дел од планината. Ноќта за Риска, но и за нас, беше една од најтешките и најдолгите, но среќни сме што се заврши добро и таа е повторно со нас дома. Исплашена е, вознемирена и во шок, но други здравствени проблеми нема. Кажа за ТВ Стар сопругот на Риска. Можноста да се залута во планина за луѓе кои немаат доволно искуство е голема, па од планинарското друштво советуваат. Апел до сите љубители на природата и сите посетители на планината да ја пријавуваат своите акции кога се во прошетка планината, лесно може човек да се загуби. Затоа ДПС Лисец пред да тргнат на акција во општинскиот дел на Плачковица обавезно да се пријави во планинарскиот дом Вртешка или во нашите простори во градот и на нашите телефонски броеви.